Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојавте во уште едно издание. Јади Бурек, вечерва гостин во студиото е Ванчо Шехтански. Господине Шехтански, добро вечер и добро дојавте во емисијата. Добро вечер на сите. Поканет сте како лидер на ТМРО и некои случувања кои бевте иницијатори вие и вашата партија. И многу интересно што за тоа малку медиумски имаше покривање, неверојатно. Па, еве сега во ова интервју би сакал првин да почнеме малку прво да се подсетиме на вашата партија ТМРО, која еве до овој момент малку некако во сенка, не беше во фокусот. Што сте, до кај сте, како сте позиционирани, кај сте и така натаму, ако може малку околу партијата и активностите. Па добро, учествувавме на локалните избори минатата есен. Настапивме значи на 19 места. Освоивме 7316 гласа, имаме 3 советника. На едно место имавме во Нагоричене во вториот круг со СДСМ. За 217 гласа не освоивме градоначалник. Меѓутоа, едно од тие освоени 3 советнички места и во Лозово. Со 7300 гласа на 19 места, значи од вкупно 82 избирачки места, значи колку што се во државата, ние би имале едно пратеничко место во една изборна единица. По тој модел се надеваме дека ќе има една изборна единица, па мислиме дека наредната година ТМРО ќе биде парламентарна партија. Она што е интересно е дека советникот од нашата партија, од ТМРО, Зоки Иванов, на 29 декември, значи сакавме една новогодишна честитка за македонците, поднесе барање за официјално знаме на општина Лозово да биде 16 кракото сонце со 10 сини цвета во средината. Ако го, да, еве, тоа е ова сонце претпоставувам, така? Тоа е единственото, нашето македонското. Да. Само вашата телевизија го има вистинското, значи она сонце што беше изгласано од парламентот на Независна Македонија не беше вистинското знаме. Добро. Значи тоа што се смени 95-та година, вие можете да го видите, значи тоа беше знамето без плавиот цвет во средината. Значи ова е официјалното македонско знаме што го има и вашата телевизија, што го предложи и нашиот советник во општина Лозово за официјално знаме. И што се случи сега? 4 месеци точката не беше ставана на дневен ред за гласање. Значи се чекаше нападствија, чекаа веројатно советниците. И на еден ден пред Велингден... Чекај малку се објасни. Така. Кој победи во Лозово? Во Лозово победи ВМРО ДПМН со градоначалник. Имаат по 4 советника двете страни и 9-тиот од ТМРО. Аха. Вие сте, да. Џабе им нив и по 10 да имаат, кога пак од вас зависи кој ќе бе. Се шегувам. Така. И во тој контекст, во таа мала општина, ете, вие советници, 9 мина, колку сте, вашиот советник, како се вика? Зоки Иванов. Зоки Иванов решава да поднесе предлог за барање за официјално знаме. Партијата, значи партијата преку советникот си поднесува писмена иницијатива за официјално знаме на општината. Сега да разграничиме како думавте во целава ситуација? Добро, како ви беше размислувањето? И ајде ќе го вратиме како мислам. Не го враќаме ништо. Не, се извинувам. Како беше процесот и идејата да вие како ТМРО го предложите ова? Видете, во Пуштец, во Мала Преспа, во Албанија, општината го има 16 кракото сонце македонско. Веќе 20 на години. Така е. Во Македонија, ова знаме, кое што е национално, наше македонско, на сите македонци во светот, без разлика на партии, без разлика на вероисповест, значи единствено знаме кое што се вее веќе 30 години на сите спортски надпревари, ти си по спортот, знаеш, гледаш, значи тоа што е заедничко за сите
е 16 кракото сонце со 10 сини цвета во средината. И сега, тоа знаме официјално не било никогаш во Република Македонија. Никогаш. Во ниту една институција, освен во ТВ Македонско сонце. Тука. Преспанскиот договор, што сам по себе е неуставен и не го признаваме како таков, зашто е склучен од неофицијално лице. Партиски став. Подписник. Да, партиски став. Добро. Значи, во член 7 и член 10, во член 7 и член 10 ја исклучува македонската историја, култура, цивилизација, јазик. Значи, врши продажба на идентитетот национален. Ние се одлучивме на овој чекор и очекуваме, значи, во сите општини таква иницијатива. Затоа што Преспанскиот договор, прво не е точно, имаше една изјава од министерот за надворешни, дека официјално општините не смеат да ставаат знамето 16 крако заради тоа што ќе повредувало Преспанскиот договор. Прво, Преспанскиот договор не се однесува на единиците на локална самоуправа во старт. Значи нема врска единиците на локална самоуправа со Преспанскиот договор. Дури и да е така, значи јас не сакам да го спомнувам Преспанскиот договор, бидејќи изврши пришење на се што е македонско. Ние одлучивме да го поднесеме на гласање во општината. На 19 април, од страна на Советот на општината, со 7 гласа за и 2 против, беше усвоено знамето 16 крако на општина Лозово. Тоа значи дека и од ВМРО, и од СДСМ... Тројца од ВМРО, тројца од СДСМ и нашиот советник од ТМРО го изгласа знамето за официјално. Ме интересира. Да. Ова е убаво да се чуе, тоа значи, нели, патриотизмот е задржан во ВМРО, патриоти има и во СДСМ, што радува. Ме интересира како се договорија, бидејќи во ВМРО немаше некоја реакција за постапката на пратениците, но СДСМ многу жестоко реагира дека ќе се преиспита, нели, не знам дали ќе бидат казнети, укорени Исклучени. Ги исклучи? Веројатно, не знам. Не знам. Добро, Значи, постапката беше истиот ден. После вечерта, кога се пушти во медиумите, кога отиде во етерот, наредниот ден ги немаше стенограмите од рачниот запис. Ги немаше тонскиот запис од седницата. Значи, што е индикативно. Дојде она изјава од СДСМ дека ќе бидат санкционирани советниците кои што гласале спротивно на партискиот став. Така. Градоначалникот од ВМРО ДПМН излезе и рече гласано е за заклучок. Значи, советите на општините не гласаат за заклучок. Тие гласаат за одлуки. Значи, они Што е тука формална разликата? Има разлика, значи се обидуваат сега да го релативизираат гласањето. Значи се прави еден опасен преседан тука кој што оваа одлука треба да ја потпише градоначалникот. Одлуката на советот треба да ја потпише градоначалникот и да излезе во службен весник. Со излегувањето во службен весник задолжен е да го постави во рок од 24 часа знамето. Не се потпишува официјално, значи нема записникот, не го даваат рачно. Кој не го дава? Општинската администрација. Тие ќе добијат сеги кривични пријави за тоа, значи не се дава. Они го сметаат како заклучок. Значи одлуката е за заклучок дека да се прашале државните институции дали да се мислам глупости. Ова е одлука донесена на Совет, поднесена од наша страна како партија, од нашиот советник, дадена на гласање, изгласана со 7 гласа за. Таа одлука е валидна, официјална и треба да излезе во службен весник. Вие сте адвокат. Да. Дали може да ве смуваат овдека со некоја правна акробација? Акробацијата, види, Јанко, во оваа држава акробации се прават цело време. Значи, они акробација направија со промена на името, да не со промена на знамење и со тоа. Акробација прават, ставија вчера споменик во Слупчане.
Добро, ама тој приватно си го направи он. Не е приватно, значи... Мислиш, државни општина, пари се дадени, затоа што они изјавија, ја вчера имавме таа расправа овдека со Стојан Чангелов, кој тврдеше дека албанците приватно си го финансирале, дека тоа не е од државата пари. Значи, таму општината го поставува. Општината го поставува. Општината не е приватна забава. Така. Општината е орган на државен орган. Значи не е приватна забава, туку општината го поставила на ист начин. Сега тука Поздравете го, господин Стојанчев. сега тука нема мислење од државна институција, овдека сега ќе се обидат во Лозово да го ревитализираат тоа и да бараат Дека мислење. не било одлука. Не, да бараат мислење дали може. Одлука не може, види, сами по себе СДСМ излезе со став, да не го читаме тука од телефоните, СДСМ излезе со став дека ја осудува постапката на советниците кои што гласа за 16 кракото знаме. И сега наеднаш вика, не е гласање, заклучок е. Значи, они сами потврдуваат дека е изгласано и дека поведуваат постапка за нивните советници, тројца што гласале за у партиските тела за исклучување. Зошто поведуваат ако не е гласано? Прво, да ви честитам на храброста. Благодариме. И вам, и на сите советници таму, што ова е навистина храбар потек, бидејќи скоро све што е политички фактор во Македонија прилично уплашено од притисокот на меѓународната, која ја имам добри информации, дека при секоја средба со било која партиска структура во земјава, разговорите се дали ќе се радикализирате и дали ќе го почитувате Преспанскиот договор и употребата на името Северна Македонија за внатрешна употреба. Тоа се трите работи која нема делегација. Дали е тоа било која европска или трансконтинентална, тоа се овие три работи, меѓу останатото што се разговара Има со протестна нота од Грција за ова. Има и протестна нота. Да. Значи ги здоболело, предпоставувам, грците се ова. Има протестна нота за ова тука. Официјална. Официјална. И затоа оваа реакција сега тука, наоѓање начин, демек гласано е за заклучок. Па да дало мислење државна институција. Државна институција не дава мислење. Има ли право државна институција да ви се меша во работите на општината? Нема. Таа одлука изгласана. Сакам само да пренесам поздравите од Ѓорѓија Ѓорчо Танасовски, кој пред емисијава се јави од Флорида да честита и кој го израдува многу оваа одлука ваша. И најверојатно дека можеби реакцијата и на власта и на овие на Грција е дека ова ќе биде домино ефект и ќе имаме едно враќање на нашето на нашето национално чувство како македонци. Ќе биде еден домино ефект и дека многумина ќе го направат ова. Сега во овој момент само се чека, ја предпоставувам, и Ѓорџ, дека да се види како вие ќе поминете. Дали ќе преживеете, дали ќе ве скршат, дали ќе успеете да издржите со ова, дали официјално гордо ќе се ве, дали го ставивте на јарбол таму знамето. Значи, за да се постави на јарбол, општината треба да излезе во службен весник. Така. Градоначалникот не ја подпишува одлуката за објавување во службен весник. Со кое образложение? Со образложение не е одлука, заклучок. Значи, и нему му имаат свитка на раката предпоставка? Нормално. Значи, ова е голема работа. Ова е прв медиум што воопшто зборува на оваа тема. Ти гледаш дека беше толку пречутено за завиткана форма, беше објавено на социјалните мрежи, беше преземено, имаше 80.000 читаност овдека кај мене, па значи мораше да се дознае. Иначе беше во таква цензура направено да ниту се објавува како да не бите настан.
Зашо е тоа толку страшно ако го вратиме тоа знаме? Не го враќаме, не сме го ни ставиле никогаш. Ние македонците, ние македонците, Добре, што ние е толку македонците- страшно ако го поставиме тоа знаме? Па затоа што тоа нашиот идентитет, нашата историја, нашата цивилизација, нашата Ама што им е култура. нив тоа страшно? Па затоа што мислат дека со Преспанскиот договор и со промена на идентитетот и потпишување на тој предавнички договор дека е скршен македонскиот идентитет и воопшто македонците немаат храброст за ништо. Не е точно, еве ви. Еве ви, па поништувајте го. Тоа е изгласано веќе. Тоа е изгласано. Морам да кажам дека нели никој не се сомнева во ТМР вашите патриотски нели позиции, но изненади храброста и кај пратениците од СДСМ, советниците од СДСМ и ВМРО. Па тие се македонци. Проработе македонското кај нив. Они немаа нападствија од тогаш што да гласаат По здрав собствен разум. по здрав разум, по македонски разум. После кога излезе реакцијата за дисциплинирање, за ова, за тоа, сега е друга веројатно работата. Меѓутоа, сепак гласаа 7 души. 7 души гласаа официјално. Не, уште подобро, знаеш како? Гласа колку советници? 9. 9 советници, а гласа 7. Да. Тоа е скоро 80%. 80%. Да. Значи, иди со проценти, адвокат си, сваќаш? Така. Кај нас у општина гласа 80%. Така е. Сега што правиме? Сега ќе се молчи, гледаш дека има цензура на објавување на вести, со разни спинови, ќе има медиуми за тоа, јас не сум моќен за да се спротивставам на медиуми. Ке каже медиумот вака и тоа се создава јавно мислење во јавноста дека е така. Значи не можам да парирам да направам ретърн на такво нешто. Гледаш дека се спинуваат работите. Одлуката е донесена, ова е доказ и не се поставува знамето, ова е доказ дека македонците во сопствената држава се кираџии. Поголем доказ за ова, од ова што се случува, каде што не можеме ние во сопствена држава да ставиме наш национален символ, не постои. Врз основа на што тврди дека е градоначалникот дека е тоа заклучок, а не одлука? Па така му е кажано другиот ден. Он не тврди. Мислам дека не ни знае за што зборува. Така му е кажано. Знаете, контрадикторни беа изјавите. СДСМ признава одлуката е донесена, ќе ги санкционираме советниците, надзорниот одбор ќе решава за нивно исклучување. А од друга страна, градоначалникот од другата демек партија вика не е одлука, заклучок. Не е Петко, Јанко е. Мислам, контрадикторни се. А како се донесува одлука, како се донесува заклучок? Ги знаете ли тие? Ги знаеме. Како? Одлуката се става на гласање. Ова е предлог кој што е ставен писмен предлог. Ова е писмен предлог. А рековте дека исчезна стенограмите, Да, тоа ги тргнаа, да. Тоа одма ги тргнаа. Одма ги тргнаа. Значи немате доказ дека е гласано уопште. Имаме. А имате доказ? Имаме, снимано е тоа. Снимано е. Така. Снимано е, телефонски е снимано. Тоа е поднесено на 29 декември. Одлуката да се гласа. Точка на дневен ред за гласање за општинско знаме. Така. Одлуката се гласа. Значи е поднесено како одлука за усвојување на ново општинско знаме. Не е заклучок поднесен, донесена е одлука. Одлуката е изгласана. Тука е чисто работата, не е спорно за тоа. Сега не знаат веќе што да пласираат во јавноста. Ти велам, има медиуми, имаат разни медиуми тука и моќите е во нивни раци и тоа ќе го пласираат на начин како што ќе сакаат. Како имате ли верба дека реално може да ова позитивно се заврши и конечно се завее зламето? Па таа одлука е донесена, ама не се спроведува. Имате ли верба дека таа одлука конечно ќе се спроведе? Ние ќе ја спроведеме, значи Како? Ние ќе го поставиме знамето. Како? Така како што го поставија во Злупчане.
Како го поставија во Слупчан? Во Слупчане го организираа и го поставија споменикот. Ние имаме одлука која што треба да се спроведе. Кој ќе ја спроведе? Ние, македонците. ТМРО? Не, македонците. Македонците. Македонците го изгласаа. Македонците ќе си го постават знамето. А знаеш што е друго? Што? Во сите општини ќе има ист предлог наредната недела, писмен предлог за усвојување на 16 кракото сонце со сините цветови како официјално знаме на сите општини. Да. Нека гласаат против, не е проблем. Кој ќе ги поднесете? Ние, ТМРО. ТМРО у сите општини Во кај сите. што сте? Не, во сите општини. А во сите општини Да. ќе го поднесете Да. тоа? Да. Може партија која нема... Може. Аха. Може. И да видиме кој како ќе гласа. Нека гласат, јас не можам некого со сила да натерам да гласа. Ние ќе го поднесеме, па повелете. Гласајте против. Така ли е? Јасно, јасно. ве Нели разбирам. сте патриотисте, така? Гласајте против, ајде. Слободно. Мислите, ја искрено господине Шехтански имам едно дефетистичко чувство дека овој народ крена раце од името и од знамето. Крена раце, види. Знаете, за споменикот Слупчен, вчера кога господин Стојанче Ангелов, кој ни грам попознат или помалку познат од вас, или помалку или повеќе популарен, се отруја од јавување и праќање пораки. Кој пукал, кој не пукал, шо бил споменикот, како бил споменик. Вие доаѓате тука и викате, нашата национална гордост ја враќаме. Штурци, господин Шехтански, штама. Во овој момент ние идеме лайвстрим. Молчат сите. Па сега, знаеш како викаат, под кошула знаеш што се крие. Молчат. Значи, Молчат, така? едноставно нема, така што мислам дека се сеќавате датумот кога се изгласа се извинам. Кога се изгласа ова Нема телефоните се сега е време на телефони и тоа е. Јас се извинувам. Не може да ги криеме. Да, Тоа е. не знам што се случува. Извинете. Не беше јавување. Не беше јавување, иначе веднаш ќе го пуштев. Сакам да кажам дека на денот на гласањето во парламентот, кога се изгласа нели промената на името, и мислев дека тој датум ќе биде датум на отпор на македонскиот народ, нели? Вика, ние бойкотиравме ово, она, ваму, таму, со тоа спречивме легалност, нелегалност. Секоја година тој датум никој не се јавува на таа тема. Така. Знаеш дека ја имам една од најгледаните емисии која е отворена, Да. и секогаш на тој датум ја не најавувам. Се плашат. Ама се плашат да Ама спомнат. не им ни текнува, бе. Не им ни текнува, ама и се плашат. Знаеш што? Собранието македонско од 28 април 2017 година требаше да биде блокирано. Да нема кворум за работа. Пази, значи со Преспанскиот договор не само член 7 и член 10 историјата и идентитетот, и од јазикот се откажуваат македонците. И сега ти преговараш со Бугарија, а се откажувал со Преспански договор. Која бламажа е тоа? Преговараш за нешто што веќе си го потпишал. Па добро, овдека знаеме дека државата е таа која што и поставува носители од прв ред и носи одлуки и се. Не знаеше државата дека Бугарија ќе стави вето на приемот на Македонија за датум за преговори за Европска унија? Знаеш. Зошто го потпиша Преспанскиот договор? Затоа што беше речено од страна на Меркел и еден куп европски, светски И што? мешетари кои дојда овде и ни што? рекоа да гласаме. Не, ја еве добро ќе парафразирам, ќе те прашам. Што добивме со промена на името? Срам, цел свет ни се смее. Не, придобивка. Ништо немаме придобивка. Прво е срамота да збориме за придобивка. Каква придобивка? Ти даваш национален идентитет на векови луѓе што се кажувале македонци пред тебе и сега е прашањето што сме добиле.
Не сакам тој збор да се слушна. Но они викаат, Нема што да се добие. не е изгубен идентитетот, ние и натаму Европска сме унија, македонци. види, Европска унија уште со Лисабонската декларација од 17. мај 1991 година јасно кажа дека за неј за македонски народ, македонска држава не постои. Значи ние требаше да градиме нашата политика тука неутрален статус, на неутрална држава, воено неутрална, како што е Австрија, како што е Швајцарија, па и Србија е воено неутрална. Австрија и Швајцарија, нив НАТО им ја гарантира безбедност, иако не се. Па и на нас ни ја гарантира САД, ние сме единствени покрај Израел, кои што имаме договор 2008 година за воена соработка и воена гаранција и безбедност од Америка. Буш го потпиша тоа 2008 година после самитот во Букуреш, така ли беше? Така. Значи ние нема што да се лажеме, ќе се случило ова, ќе се случило она. Безбедноста во Македонија гарантира САД. Крај. Точка. Овие меѓународни сега политики што се водат тука 91 година после распадот на Југославија и после распадот на СССР, доминантни во сите тие 15 советски републики беа русите. КГБ што правеше? Доминантни во сите тие југословенски републики кои настана од Југославија, кост не спиеше. Српската служба беше толку силна и јака да таа е присутна и во Хрватска и во Словенија прави проблеми, па не во Македонија. Ние имаме добра анализа тука на сите случувања во Македонија од 88 година наваму, од Петар Грачанин и неговата екипа наваму до ден денеска. Со таа поставеност и просрпска ориентација. Просрпската ориентација Јанко во Македонија, агендата на Српската академија и на албанската е меѓусебно разграничување на Косово и на Македонија. На линијата од Табановце до Подмолје. Сакаш да кажеш дека и тоа прилично добро се имаат разбирање? Тоа е 30 години се прави тоа сценарио за, гледате дека се иселија 120.000 македонци имаме иселено за 30 години на таа линија од северозападна линија, што ја зборувам. Нема ни една државна инвестиција таму. Ние имавме фингирана војна 2001 година, од која што излеговме, значи, така како што излеговме, да не се навраќам. Ниедна државна инвестиција во северозападниот северозападниот дел на линијата. Еве, ти имаш медиум овдека, си признат новинар, не си од вчера новинар, барем ти имаш име. Тука за да можеш да дискутираш на таа тема. На линијата од десно од автопатот, од Табановце до Подмолје, до аеродромот во Охрид. Една државна инвестиција на државата. Десно од автопатот. Автопатот Кичево. Десно од патот. Десно автопатот. Да. Државна инвестиција. Зошто Освен не? што се затворија сите македонски фабрики. Така? Од Кичево, од Струга, од Тетово, од Готекс, Гостивар, све, Житополок, се, комплет. Што треба тоа да значи? Тоа значи дека се одвиваат големи геостратешки рекомпонирања. Рекомпонирање беше и атентатот на Киро Глигоров 95 година. 95 година ти знаеш дека после атентатот, после 48 часа, собранието заседава и го менува знамето. Она знаме што личи на ова, ама не беше тоа, и се менува член 49 од Уставот, каде што македонците се откажуваат од своите малцинства во Бугарија, во Грција и во Албанија. Така беше? Да, така Атентатот беше. на Киро Глигоров, ден после посетата на Милошевиќ и Србија. 2 дена после атентатот имаме две клучни одлуки кои што до ден денеска не тангираат. Тоа се рекомпонира државата. Се менува знамето, значи е веќе скичме на Македонија, скршена е кичмата, и второто се откажува од националните малцинства. Значи ти веќе крај, нема што да бараш. И денеска ние да бараме, да се лажеме, да ве лажат, ние да сме барале од Бугарија македонците во уставот да ги ставела. Чекајте бе. Па ние 95-та се откажавме од македонците. Па што ги лажете луѓето тука? 95-та година македонското собрание донесе одлука, пак го отвори уставот. Тој устав, замислете, од 91 до сега е отваран 7 пати. 7 пати се отвара уставот. Луда работа. За се и се што.
Така да ние во овие големи геополитички игри сега што се случуваат со Западот, јас верувам дека Русија е нуклеарна сила, дека руската доктрина вели дека во случај на војна Русија има право да на своја територија и Русија има право да употреби нуклеарно оружје. Значи мислам дека до тој здрав памет нема да никој да интервенира таму или да направи ексцес. Мислам дека тоа ќе оди Предњестровје, Источна Украина, Јужна Украина, ако тоа се прошири веќе на, мислам дека и нема капацитет на друго место, освен на Балканот. Освен на Балканот. Република Српска и Косово. Тие што се ни ваму ни таму, недефинирани статуси. И единствениот добар статус што е во државата тука и тоа дискутабилно е прашање, ајде, што ќе беше Македонија сега да не беше членка на НАТО? Во моментот. Да немаше статус членка на НАТО. Каков таков? Има некој представа што ќе се случеше? Нема. Тоа е за анализа. Меѓутоа, тоа што сакам да кажам е дека кој е директор на Агенција за разузнавање во Македонија? Не знам. Извинете. Мухамед Емин или не знам како беше у тоа. И што правиме муавет јас и ти сега за знаме, за македонски символ, македонски идентитет, македонска држава, кој тоа во старт се сече. Така? Ај вака да те резимирам. Црно ни се пише и веќе ни е одредено. Не можеш да кажеш дека е одредено. Значи, историјата е долг процес. 30 години независност се 3 секунди во историјата и тоа не значи ништо во тој дел. Гледаш дека секојаш има по некоја звезда. Прво да ти кажам, значи, дека тоа не го правам од личен интерес или од се, значи, наполнив 50 години оваа година, имам 3 деца дома, адвокат сум по професија, не зависам ни од овој ни од оној. Значи, сакам како македонец да оставам нешто на македонците. Мислам дека секогаш ќе постои некое светло, некоја свеќа, некоја сијалица која што македонците ќе ги води и дека македонците како библиски народ секогаш ќе постојат и македонците 913 беа уште полоша ситуација од сега, па повторно испливаа. Сметам дека сонцето е наш македонски символ, Божји дар и Македонија е вечна. Убава е поетиката, ама Реалноста е друга. Реалноста е малце поинаква и геополитиката не ја кроиме ние, а сме дел. Така. Ѓорѓи Иванов, ние веќе почнуваме и да го чувствуваме. Се сеќавате кога се врати од Советот за безбедност, кога рече ние сме на линијата на огнот. Така е. Па му замеруваа зашо рекол така, он само ни пренесе. Еве линијата на огнот. Дали оваа линија, каде што се повеќе и повеќе гледаме дека ќе дојде до некакво разграничување, со тоа што не гледам начин како србите би можеле да дојдат до таа поделба, албанците да ќе го добијат тој дел западниот или Рида, како што беше нивниот референдум уште од 90-тите, кој се е као ставен во мирување или што ја знам, што не значи дека замрзнат конфликт е ова. Знаеш што членство во НАТО во моментот е замрзнат конфликт. Не решен. Не решен конфликт, виде. Стиши го. Да. Значи не решен конфликт е ова. Ова е нерешен конфликт. Види, Предњестровје го вадат после 30 години. Зашо? Аха, така. Значи, после 30 години го вадат. Овој конфликт на распадот на СССР и Југославија беше 91-92. После 30 години повторно е судирот СССР и Југославија. Значи, после 30 години замрзнан конфликт, распадот на тие две големи држави се уште трае. Тој не е завршен. Еве го. Конфликтот во Југославија, конфликтот во СССР, е ова денеска што се случува. И таа линија на огнот, мислам дека нема да се оди до, ако е веќе до тој степен да се оди до самоуништување на човештвото, е друга работа. Меѓутоа, мислам дека
дека се крчка некоја нова Јалта, Јалта е на Крим. Да. Така да ние како народ, не како држава гледаме дека не функционира македонската држава тука. Овдека ние го имаме наследено системот од Југославија. Овој систем овдека не донесе ништо македонско, односно не е воспоставен ни еден македонски идентитет овие 30 години. Изгубивме се. Што треба уште да губиме? Па еве и по последното пребројување, нели, пописот, поразителни резултати добивме. Значи на секој поле, значи се губи се и се што. И ние доаѓаме до повторно поделбата на шпилот на карти. Ова се случува еднаш на ајде да не речам 100 години, меѓутоа на 70 години. Овие геостратешки поместувања. Ова ќе доведе до нови граници. Што по вас, како ќе изгледа новата Јалта и кои се тие нови граници? Може ли да шпекулираме барем малце? Би било интересно, бидејќи нема луѓе кои се охрабруваат и ја знаат оваа тема, па ако сте волен, повелете, ако не, ќе идеме на другите теми, локални. Силна Русија, јас мислам дека Русија овдека во Украина настапува по тоа што гледам со стара технологија и мислам дека е тоа мачкање на очи. Вистинската сила таа ја нема покажано. Западот мислам дека Мислите дека е тоа намерно или? Па мислам дека е намерно. Мислам дека Западот нема да издржи зимо без руски газ. Европа ја чека, не можам да речем глад нема да има, меѓутоа без рускиот газ Европа тешко може да помине ова зимо. Добро. И што ќе се случува по вас? Па мислам дека ќе се случи нова Јалта. Што е нова Јалта? Нова Јалта е нова прераспределба на картите во светот. Овие замрзнати конфликти 91 година беа линијата Босна, Косово, Македонија, Преднестровје, Донбас, Осетија, Грузија, Калининград. Ги имаме Кипар, ги имаме Тајван. Значи, ако тоа почне глобално да се менува светот, таа распределба доди глобално, ние како македонци треба да го бараме местото под сонцето. Добро рековте. Кипар и иако и двете земји се под НАТО, Кипар е само замрзнат конфликт, кој ако експлодира, тоа не ќе може да се исконтролира, а од друга страна го имаме на спротивната страна од планетата и Тајван, исто замрзнат. Мислам, freeze frame, само прашање на време кога ќе експлодира. На време ќе експлодира. Да. И тоа се тие работи кои треба или да се превенираат, или ќе се превенира тоа. Не, види, мада и од човекот е единственото суштество на земјата топка што се јаде меѓу себе. Не постои ниту едно животно што помеѓу себе се уништува, само уништува. Само човекот помеѓу себе се само уништува. Така да застрашувачки е тоа да мислиме дека ќе дојде до таа апокалипса. Мислам дека тоа ќе се превенира со на конвенционално оружје за распределба на територија. Русија интересира Црното море. Ако се иде на нуклеарна, тогаш веќе нема сврха на никакви прераспределби. Екзистенцијата е веќе, да. Мислам, Финска е тука од клучната, Санкт Петербург. Сега Финска ќе влегува ли? Ако Финска влезе во НАТО, Русија тешко дека ќе нема да дозволи, затоа што е Санкт Петербург. А они се охрабрени дека у Втората светска војна го одбија нападот на Русија и дека можат да и се спротистават. Види, значи Русија се пази од крстосувачките ракети. На 250 км Санкт Петербург од финска граница. Така. Значи е прв на удар. Москва не е на удар од ниту еден дел, ниту од САД. Од САД е на удар од Камчатка и од Сибир. Така. Бидејќи Америка нема што да гаѓа на Сибир. Тука нема некој поголем освен Владивосток. Меѓутоа нема ништо што би било интересно или клучно, стратешки битно. Така што овој дел тука се околу Црното море и Финска. Финска е Тоа е клучното место, каде што овој месец мај ќе се одлучува, ајде да не речем иднината. Иднината на што? Па иднината на геополитичкиот однос и да не речем на светот.
Бидејќи ако Шведска и Финска влезат во НАТО, тие ќе бидат на 250 километри од Сан Петербург. Тогаш да очекуваме глобален конфликт. Тогаш е можен глобален конфликт. Ова наваму надоле не е опасно. Значи ниту може да се спротистави ниту Романија, ниту Бугарија, ниту Полска, значи Тоа ќе биде прегазено додека си рекол, ако овие решат да тргнат. Тоа сакаш да ми кажеш? Така. Мислам дека сето тоа ќе биде локално тука и дека е ова борба за позиции за нова Јалта, каде што ние македонците треба да конечно да учествуваме. Ние ниту на една мировна конференција, ниту на Сан Стефанска, ниту Ние у Јајце не бевме. Ниту во Јајце не сме били 43-та Авнојска Југославија, кога е правена, нели снег имало, не сме стигнале. Пазете, ниту на еден... јасан да те баја. Да, ниту на еден битен настан како македонска држава и како македонци не сме учествувале. И сега тоа ме плаши тука. Значи, ние го сменивме името, избришавме историја, избришавме идентитет и ние сега во овој клучен период можно е да останеме без наше учество како народ, како држава. Гледам некои коментари. Имаш некои коментари, наместо ние збориме за Македонија, збориме за знаме, имаш некои ликови кои зборат што моле рисувале кod тебе, каква ракија пиеле, ово, она. Мислам, знаеш како, вака кој ќе ги прочитам коментариве, овој народ и не заслужuje. Мислам дека, знаеш како, на крај, се што ни се случува, знаеш како, Ванчо, мислам дека се што ни се случува е со дозвола. Ја верувам во виша сила, у Бог. И мислам дека сето ово што го и понижување и све, ние го заслужуваме. И оваа мизерија која ја живееме, ние ја заслужуваме. Па ние, Јанко, од 91 година, кога не направи американците држава од тука, очекуваа, бидејќи албанците беа најголеми марксисти и ленинисти. Да. Тие беа најголеми комунисти. Марксисти и ленинисти Косова. Да. Се сеќаш движењето кое беше? 80-та, да. 80-та. Тоа што го прават они очекуваа македонците да го прават во Пиринска и во Егејска Македонија. Ние не го правивме. Ние сме единствената држава во Европа каде е запалена американската амбасада 99-та. Се сеќаваш? Така? И се што очекуваш ти после таков излив? Мада беше тоа од соседна северна држава направено. Таа конструкција. Меѓутоа ние не покажавме како народ, државотворност, спремност ова сонце, за кое зборувавме на почетокот. Требаше да биде символ на обединување на македонците, каде и да се. Каде и да се. Тоа е нашиот национален символ. Како што е албанското знаме за албанците. Точно. Значи, ова има символика. Ние се обидуваме во најмалата општина во Македонија, пази символиката, во најмалата општина во Македонија, етнички македонска, се обидуваме да го ставиме како официјално, како почеток. Значи, сметате дека сега е најдобар потек во целава работа, бидејќи е статус кво целава ситуација, после гласањето, вие како ТМРО да поднесете предлози во повеќе општини низ Македонија. Не, ние ќе поднесеме сегде, значи тоа ќе... Исклучи го, молим те, за да можам да заврши. Тоа е. И јас не знам како. Да ми го. Да, еве, го исклучивме тука. Не, го оставивме тука, готово, еве. Да го изнесат надвор у фрижидер. Да. И ти исто. Во колку општини? Не, во сите ќе бидат поднесени, значи што е тоа сите општини? Каде што има доминантно, општини. Не, Македонија има 81 општина, значи ќе биде поднесено во сите македонски општини, што се 81 општина, па нека се гласа. Зошто да не се гласа, да видиме со општинските совети на што се? Што е имат ли проблемот албанците изгласано албанско знаме во некои општини нивни? Затоа што гледам, си се вее знамето, ама не знам дали е тоа формално де јуре. Формално е. Имаат закон за употреба на знамењата, каде што им е дозволено со тој закон за употреба на знамења 2006 година дека е донесен.
Официјално. Значи, чекаме да го поднесете тој предлог и тој предлог може да помогне и да се одмрзне овде. Ама јас не знам кој како ќе гласа, тоа е работа Да, на вие ќе- советите. Ние ќе го поднесеме. Па сега ќе видиме. Така како македонците види. Ако Ако го македонците сметаат дека не треба, дека не се свее во таа општина. Дали може да се блокира да не се гласа? Ако се поднесе предлог. Не може да не се гласа. Секој предлог се гласа на одлука. Значи секоја точка е, па тоа е може- проблемот сега. Така? Сега го начина проблемот. Значи одлуката наша што е поднесена за гласање во советот од советникот е ставена на гласање, изгласана. Секоја одлука што е поднесено се гласа. Се прифаќа или се одбива. Нема трето. Добро, окей. Господин Шехтански, ја ви реков дека ќе разговараме исклучиво за оваа тема, малку фативте и пошироко, што ми беше драго, ви благодарам. Уште еднаш честитки за нашите советници од општина Лозово, Благодарам. од ВМРО, СДСМ, кои на предлогот на ВМРО изгласа одлука не, туку И го изгласа 16 кракото Кракото сонце. сонце македонско за официјално, прво официјално знаме во една општина во Македонија. и сега истото ќе се обидете да го направите, ќе го ставите на гласање во сите Во сите останати општини така е. општини. Нека гласаат советниците. Ќе биде интересно. Кога ќе го поднесете ова? Деновиве. Деновиве. Така е. Не може никој да ве спречи? Зошто да ме спречи? Прашувам, дали може? Не може да ме спречи. Добро. Ви благодарам уште еднаш. И благодарам и на вас. Добро. Се најубаво. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.